Фосили од капитален примерок на мастодонт повторно излегоа на површина на добро познатата и најмасовната праисториска гробница на животник е Делчевски стамер. Нив и овој пат ги пронајде неуморниот рударски инженер Љубе Митевски, жител на ова село. Според него станува збор за фосили од череп, така наречени клјови на капитален примерок на мастодонт. Новиот минувајќи тука дојдов до ново откривање на нови фосилни остатоци до локацијата која е веќе позната. Најверојатно се работи за забио од мастодонт. Во непосредна близина на овие ново откриени фосили се уште стои закопан череп од мастодонт кој Љубе го откри пред 3 години и го чува закопан за научниците. Временските прилики не им одат во прилог на фосилите кои се на површината на земјата. Како дека трпат штета од мразевите, од сонцето и така натаму, доаѓа до распаѓање. Шом се површински, се наоѓаат површински и трпат оштетување. Тоа треба да се реагира правовремено. Но ако македонската палеонтологија пред 7 години се гордееше со праисториското животно царство на масовните гробници кај Стамер и Цвегор, овде се истражуваше само 14 дена. Дали Природно-научниот музеј ги заборави овие локалитети? Оваа година ни е продолжен проектот. Би требало некаде периодот од месец мај до месец јуни оваа година да истите бидат згрижени, односно да бидат конзервирани и депонирани во Природно-научниот музеј во Скопје. На овие локалитети беа откопани фосили од мастодонт антилопа хипарион, но и единствениот во Европа примерок на черепна жирафа. Латинското име му е Civaterium garetsky, каде што го носи презимето на поранешниот палеонтолог професор Гаревски од Република Македонија. За Стамер се најавуваше дека ќе биде палеонтолошки парк, дека ќе биде прогласено за заштитено подрачје, дека овде ќе истражуваат наши, но и светски палеонтолози, но од сето тоа на теренот заинтересиран за фосилите остана само локалниот жител Љубе. Згора на се и општина Делчево го затвори градскиот музеј и испрати порака дека не е заинтересирана за палеонтолошкото богатство во Делчевско.